Ви следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Советот на општина Кочани ја одржа 49-та редовна седница. Советниците расправаа по 20 точки кои беа дел од дневниот ред. Тони Ајтовски со деталите. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 49-та седница, на чиј дневен ред се најдоа 20 точки, за кои имаше кратки дискусии или пак воопшто не се водеше расправа. На почетокот советниците дадоа своји предлози за дополнување на дневниот ред, но беше усвоен само предлогот на советникот Ивица Лазаров за измени на програмата за спорт за оваа година, односно да се обезбедат буџетски средства за организирање на вториот стрит баскет турнир 3x3. Исто така беше даден предлог дневниот ред да се дополни со уште една точка околу состојбата со депонијата кај селото Бели и донесената одлука за обезбедување средства од буџетот на општината за набавка на морски алги. По овој предлог образложение даде градоначалникот Љупчо Папазов. За хитноста и брзината и потребата за донесување, односно за реакција, не би имал посебен коментар, само сакам да ја објаснам процедурата. Значи, комуналното јавно предпријатие е задолжено да спроведе постапка за јавна набавка за набавка на алги, односно за избор на економски оператор кој ќе го изврши третирањето со алгите. На неколку седници, кога се расправаше за проблематиката и чадењето и палењето на депонијата, меѓу другото и сами констатиравте дека алгите се ефикасни како превентива. Алгите не го гаснат пожарот. Тоа треба да ви биде и на вас, стражителите го знаат тоа и јавноста го знае тоа како процедура. Инаку, знаете дека непосредно пред одржувањето и на претходната и на оваа седница се изврши кадрски промени во раководењето и менаџирањето со комуналното јавно предпријатие и очекувам дека новата директорка ќе има слух и многу брзо ќе ја спроведе постапката за јавна набавка, избор на економско операторско и чување на договор и кога ќе биде стабилизирана состојбата да може да се интегрира. Инаку не се спорни и префрлањето на парите и спроведувањето на целата процедура. На седницата беше поддржана предлог одлуката на боречкиот клуб Спартак да му се додели финансиска помош од 200.000 денари, при што беше образложено дека барањето било доставено пред неколку месеци, но поради законските одредби во предизборниот период тоа не можело да се реализира. Прифатена беше и одлуката да му се даде финансиска помош од 200.000 денари на доброволното противпожарно друштво Кочани. Освен за основното музичко училиште Ристо Јуруков, членовите на Советот не дадоа поддршка на годишните планови за вработување во другите основни и во средните училишта. Во рамки на седницата пред советниците се најдоа и точки за буџетското работење на општината, за располагање со градежното земјиште, извештајот за проценка на штети од минатогодишните поплави, како и предлог одлуката за формирање локален економски и социјален совет, за кое претходно имаше предлог да биде повлечена поради тоа што немало предлог од опозицијата. Исто така се разгледуваше и предлог одлуката за именување членови на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво во општина Кочани. Пожарникари од Кочани и Македонска Каменица интервенираа на гаснењето на шумскиот пожар кај планинското село Главовица. Поради отежнатиот пристап, во интервенцијата се вклучија и хеликоптери на армијата и на полицијата. 2 хеликоптера на армијата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи, заедно со пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани, учествуваат во гасењето на шумскиот пожар во атарот на селото Главовица на Осоговските планини. Огнот што бил забележан во неделата попладне во текот на ноќта се проширил на поголема површина. Поради непристапноста на теренот, тешко е локализирањето и гасењето. Од територијалната противпожарна единица од Кочани истакнаа дека на терен се 3 противпожарни екипи со исто толку возила. Рано изутрината се придружиле и хеликоптерите во обид да се пресече линијата на огнот што се движи кон повисоките делови на планината. Според информациите од територијалната противпожарна единица, зафатена е површина од околу 50 хектари, главно со нискостеблести растенија, а изгорена и повеќегодишна давова шума. Поддршка со едно возило и една екипа, пожарникарите од Кочани добиле од своите колеги од Македонска Каменица, како и од доброволното противпожарно друштво од Кочани и од јавното предпријатие Национални шуми.
Најверојатна причина за пожарот кај Главовица е човечкиот фактор и покрај издадената забрана за движење во шума. Виктор Димитров од територијалната противпожарна единица на Виница повторно ќе врши функцијата командир на виничките пожарникари. Одлуката ја донесе секретарот на општина Виница. Виктор Димитров од територијалната противпожарна единица од Виница повторно е избран за командир на виничките пожарникари. Димитров долги години е вработен како професионален пожарникар во противпожарната единица на Виница и има учествувано на многобројни пожари кои настанале на територијата на општината, но и надвор од нејзините рамки. Функцијата ќе ја врши на неопределен период, при што ќе работи во 2 смени од по 12 часа. Постапката за избор ја спроведе комисијата за селекција за унапредување, формирана од страна на градоначалникот на општина Виница Миле Петков, а изборот го изврши и потпиша секретарот Дарко Јангелов. И Основното училиште Синиша Стоилов од Зрнавци ќе обезбеди бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2 километри. Тендерот за избор на превозник е објавен, а пријавувањето трае до четврток. За учениците кои посетуваат настава во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци и за предстојната учебна година ќе биде обезбеден законскиот бесплатен превоз. Според проценките, училиштето за оваа намена ќе потроши околу 290.000 денари. Толку се предвидени со јавниот повик за избор на превозник кој ќе обезбеди услугата. Обврска на училиштето е да им овозможи превоз и редовно посетување на наставата на учениците чие место на живење е оддалечено повеќе од 2 километри од училиштето. Станува збор за вкупно 19 ученици кои се поделени во 2 групи. Половината од нив кои учат во училиштето во Зрновци доаѓаат од Мородвис, а останатата половина од Видовиште. Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци веќе го објави огласот за прибирање понуди од заинтересираните превозници кои имаат соодветни можности за реализација на услугата. Пријавувањето трае до 1 август, кога ќе се изврши и отворење на пристигнатите пријави. Доколку никој од пријавените превозници нема забелешки на процедурата, тогаш до почетокот на новата учебна година ќе биде познато кој ќе ја преземе услугата за превоз на основците во општината. Во вторник и среда се играат полуфиналните средби на турнирот во фудбал во рамки на Илинденските спортски игри во Чешиново. Финалето ќе се одигра на големиот македонски празник 2 август Илинден со почеток во 18 часот на фудбалското игралиште Даме Груев. Драган Николов повеќе за ова. Екипите на Соколарци, Карбенци, Чифлик и Жиганци се полуфиналисти на турнирот во фудбал во рамки на Илинденските спортски игри во општина Чешиново Облешево. Во вторник, со почеток од 18 часот, Соколарци силите ќе ги одмери со фудбалерите на Карбенци, а следниот ден во истиот термин ќе се игра дуелот меѓу Чифлик и Жиганци. Финалниот резултат и победничките екипи, како и најдобриот играч ќе бидат познати на 2 август Илинден. Од организацијскиот одбор упатија повик сите кои се во можност да присуствуваат на финалето што е закажано за во 18 часот на фудбалското игралиште Даме Груев во Чешиново. За 52-то издание на Илинденските спортски игри, локалната самоуправа на Чешиново Облежево од сопствената сметка издвои 120.000 денари за фудбалерите кои ќе го освојат првото место, додека за второ пласираната екипа обезбеди 50.000 денари.
Почитувани, со временската прогноза ги завршувам и овие вести на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.